Благодарам председателя, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер за образование, почитувани представници на владата. Пред нас стои предлог на закон за задолжување на Република Македонија во Меѓународната банка за обнова и развој за проектот на основното образование кој што го спроведува Министерството за образование и наука. Изминатата недела имавме јавна расправа на матичната Комисија за образование и спорт горе во Кристалната сала, каде што беа присутни голем број експерти од научната и образовната фела, каде што ги изнесоа своите забелешки, своите сугестии и за жал до ден денес од Комисијата за образование и наука не се изготвени заклучоците, кои што ги изнесоа експертите и професорите, и не се доставени до пратениците, не се доставени ни до Министерството за образование и наука. И од таа причина сметам дека несоодветно е да зборуваме за задолжување за нешто кое што не знаеме како изгледа, не знаеме дали ќе биде добро и не знаеме на кој начин ќе се имплементира. Концептот за основно образование беше најавен од Министерката за образование и наука, без посериозна анализа, без посериозно анкетирање на родителите, стручните служби, наставничкиот кадар, директорите, учениците и така натака. Не сакам да се повторувам од јавната расправа. Секој кој што сака да слушне, ќе ги слушне сериозните забелешки на експертите и професорите од Институтот за историја, од Институтот за социологија, од музичко, од ликовно, хемичарите, физичарите, Македонската академија на науките и уметностите и слично. Јас тука би сакал да ги изнесам погледите на Советот на родители од Струга, од Основното училиште Јосип Броз Тито, Подрачното училиште Мислешево, Враништа и Радожда, затоа што како пратеник од Струга, тоа е моја должност. Ќе ги изнесам заклучоците пред вас како аргумент зошто оваа точка не треба денеска да се усвои, односно зошто ние како држава не треба да се задолжиме за овој концепт. Заклучоци од состанокот на Советот на родители. Советот на родители ги уважува напорите на Министерството да ги согледа, анализира и реши проблемите во образованието, но потенцира дека процесот мора да биде транспарентен и да се одвива низ отворен диалог и ангажирање на сите општествени чинители во државата. Учениците, наставниците, родителите, стручните соработници, универзитетите, МАНУ, граѓанскиот сектор, бизнис секторот. Советот на родители смета дека реформата на образованието е сериозна задача и бара сериозен пристап. Реформата на образованието има свој систем, логика и цели кои треба да се соодветни на потребите, интересите и барања на општеството. Повикуваме на јавен дискурс лишен од секаков вид на притисоци. Точка 3. Советот на родители цени дека континуитетот и неговото унапредување се услов за сигурен успех на каква била реформа на образованието. Во таа смисла се залагаме за унапредување на постоечкиот модел наместо негова целосна радикална измена, како што сега се сака да се направи со овој концепт. Точка 4. Оваа предлог концепција покрај неприфатливите има и некои прифатливи предлози. Например, почитувањето на потребите и интересите на учениците, развој на потенцијалите на секој ученик, слободни активности, помалку административна работа за наставниците, дополнителна поддршка на системот со современи наставни средства, платформи и слично, кариерен развој на наставниците и слично. Сепак многу од предлозите се спорни, а некои и целосно неприфатливи. Точка 5. Во однос на интегрираниот кирикулум постојат многубројни дилеми кои се научно издржани и треба да се земат во предвид. Например, ваквиот модел за учење, каде не се изучуваат концептите на научните дисциплини, туку теми кои се обединети околу концепти кои интегрираат повеќе научни дисциплини, доведува до сериозна концептуална конфузија, учениците не се стекнуваат со базични знаења од областа на определена научна дисциплина и финансиски се неодржливи за нашите услови. Дори тројца професори за еден предметен наставник, за еден наставен предмет. Точка 6. Советот на родители цени дека Министерството за образование и наука треба да ги уважи забелешките на Институтот за национална историја, Сдруженијето на музичко-балетски педагози на Македонија, Институтот за социологија и другите научни институти. Точка 7. Советот на родители со индигнација го отврла агресивниот диктат на така наречената
гендерната идеологија во новата концепција. Намерата системски преку образованието да се влијае врз општествената трансформација во контекст на создавање родово сензитивни генерации го претвора образованието во алатка за системска идеолошка политичка пропаганда. Децата ги прави жртви на агресивниот идеолошки политички пролетаризам, додека наставниците пропагандистички војници. Апелираме образованието да се ослободи од секаков вид на идеолошко-политички матрици, а не старите да се заменуваат со нови. Точка 8. Во контекст на претходното, Советот на родители смета дека сексуалното образование може радикално да ја промени моралната атмосфера во општеството и да нанесе несогледливи последици и штети врз личноста на детето. Сметаме дека за оваа проблематика треба да се вклучат стручните лица, детските педагози, педијатрите, невропсихијатрите, педагозите и така натака. Особено поради тоа што несоодветната возраст во однос на половото созревање може да предизвика сериозно нервно психички нарушувања кај детето, но и сексуална патологија како последица на експлицитните содржини искажани преку слики, мисловни асоциации, искуства на кои се изложува детето. Точка 9. Когаш ме кај идеолошкиот компас на концепцијата, загрижува и фактот дека се воведува јога во училиштото. Јогата не е спортска дисциплина, туку е религиозно-филозофско учење со корен во хиндуизмот. Со тоа се прекршува принципот на секуларност на државата и се прекршува законот за образование со кој се забранува секакво верско делување во училиштата. Се воведуваат и двојни стандарди, па така, например, дозволена е јога во училиштето, но не и веронаука. Точка 10. Бидејќи фокусот на расправата се сведе само во насока на проблемот со интегрираниот кирикулум, останатите проблематични страни кои што сега ги наведува Советот на родители остана неактуализирани во јавноста. Советот на родители апелира до надлежните служби, до надлежните институции, посебно Министерството за образование и наука, нивните сугестии да се земат во предвид. И недвосмислено изразуваат подготвеност и решителност да излезат во таа насока. Ова се 10 точки од Советот на родители, како што кажав, од основното училиште Јосип Брз Тито Струга, подрачното училиште во Враништа, Мислешево и Радожда, како на дополнување на она што го кажа експертите од научната фела на јавната расправа за образование и развој, и сметам дека најсоодветно ќе биде оваа точка на дневен ред денес за задолжување да се одложи, да се прекине, затоа што не сметам дека како држава треба да се задолжиме за нешто што допарва треба да влечеме заклучоци кои што ги даде целокупната македонска јавност, за нешто кое што допарва треба да се концепира и да видиме како треба да изгледа. И прашање е дали тоа воопшто ќе се имплементира. Благодарам.